Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес во земјава се живее многу тешко, а демократијата е на ниско ниво. Илјадници луѓе се без работа и се борат со сиромаштијата. Корупцијата и криминалот достигнаа невидени размери. Демократските процеси назадуваат, голем број млади луѓе, не гледајќи перспектива во земјата, заминаа во странство. Денес граѓаните на Македонија немаат услови за достоинствен живот. Мака мачат да обезбедат елементарна екзистенција, а бедата и разеденитоста представува потенцијална опасност за социјална и политичка стабилност на земјава, загрозувајќи го на тој начин сите аспирации на интеграцијата во Европската Унија. Вака Никола Груевски зборуваше за Македонија на 25 август 2006 година, кога по победата на ВМРО-ДПМН на парламентарните избори, како председател на владата, се обрати пред пратениците во Собранието на Република Македонија. Денес, на почетокот на 8-та година на владење на премиерот Груевски, Македонија се соочува со екзекутирана демократија, со економија доведена пред колапс, со нарушена социјална правда, а земјава никогаш не била подалеку од членство во Европската Унија. Наместо ветените 100 чекори напред, Македонија во овие 7 години галопирачки назадува. 7 години владење во континуитет треба да бидат предмет на севкупна анализа и дебата во земјава, за да се констатираат поразителните факти кои не одат во прилог на Република Македонија и сите нејзини граѓани. Но во услови кога јавноста е замолчена, вистинските експерти маргинализирани, а медиумите под целосен диктат на власта, таквата дебата во Македонија станува невозможна мисија. Ке се обидам, иако е невозможно само на една пресконференција да ги презентирам промашувањата на Груевски. Ке направам споредба помеѓу неговите суштински ветувања, дадени пред 7 години, и денешната фактичка состојба. Што вети, а што реализираше Никола Груевски, последниот активен транзицијски политичар на македонската политичка сцена? Ке почнам од економијата. ВМРО-ДПМН е на власт 13 години. Никола Груевски со стаж со цели 11 години во владата, 4 како министер и 7 како премиер, има одлучувачко влијание во дизајнирањето на македонската економија. Токму во оваа област пред 7 години ги даде и најголемите ветувања, но резултатите изостанаа. Груевски вети годишен пораст на македонската економија, односно раст на бруто домашниот производ од 6 до 8%. Во ниту една година од неговото владење не успеа да го исполни она што го вети. Просекот на раст за време на мандатот на Груевски изнесува 2,6%. Груевски во 2006 година гарантираше постепено намалување на задолженоста на Македонија, но го правеше спротивното и стана експерт за задолжување на државата. Долгот на државата, заклучно со јуни оваа година, изнесува 2,7 милиарди евра, или 34,1% од бруто домашниот производ. Само внатрешниот долг на земјата до крајот на годината ќе се искачи на над 1 милиарда евра. Обемот на скриениот долг останува непознат за сите. За период од 7 години, владите на премиерот Груевски потрошија 17,5 милиарди евра буџетски средства, народни пари, а не решија ниту еден економски проблем. И тоа што се инвестираше се троши за непродуктивни проекти. Монструозниот проект Скопје 2014, кој беше предвиден да чини 80 на милиони евра, се проценува дека ќе се заокружи на сума поголема од 500 милиони евра. Сите нагаѓаме, бидејќи нема вистински информации или отчетност за вистината на потрошените средства. Штурите податоци го потврдуваат расепничкото трошење. Само за патување и ноќевање во Фиренца, владините миленици потрошиле 1,5 милион евра.
За споредба, изградба на 1 километар автопат чини околу 1 милион евра. Значи повеќе од 500 километри автопатна инфраструктура се зацементирани во споменици, барок и корупција на Скопје 2014. Владите предводени од Никола Груевски не инвестираа во инфраструктура и ја доведоа Македонија во енергетско заложништво. За 7 години Груевски изгради вкупно 7,5 километри автопат, приближно километар годишно. Ниту 1 километар железничка мрежа. Коридорот 10 интензивно губи на значење, а коридорот 8 е чиста фикција. Благодарение на Груевски, Македонија станува транзитно изолирана земја. Во секое свое експозе, Груевски ветуваше намалување на енергетската зависност и зголемување на производството на електрична енергија заедно со интензивни инвестиции и модернизации во енергетските објекти, како и зголемување на употребата на природниот газ. Не е изграден ниту еден енергетски капацитет. Постоечките се во руинирана состојба. Неефикасно и нестручно се одржуваат и се резервоар за партиски вработувања. Исто како јавните предпријатија се гушат во огромни долгови. Просечното годишно производство на електрична енергија на АД Елем е намалена за речиси 8% во однос на периодот до 2006 година, додека увозот на електрична енергија е зголемен за дури 60%, за што на сомнителен начин и низ нејасни процедури се трошат стотици милиони евра годишно. Дополнително, власта ја зголеми цената на електричната енергија и ја укина ефтината тарифа, што е сериозен удар врз стандардот на граѓаните. Освен во Струмица и Куманово, користењето на газ како најефтин енерген за граѓаните на Македонија е мисловна именка. Помпезно најавуваниот проект Јужен Тек е се уште во фаза на предпоставена реализација. И онака сериозно осиромашените граѓани на Македонија остануваат осудени да плаќаат скапи и штетни по здравието енергенси. Македонија е убедливо на последното место во регионот по атрактивност за странски инвестиции. Груевски вети изголемување на странските директни инвестиции од 300 до 400 милиони евра годишно до 2011 година и 550 до 650 милиони евра годишно во 2015 година. Порастот на странските инвестиции никогаш не го достигна ветениот износ. После скапите реклами, роуд шоата и кростосување на речиси на половина од земјината топка и потрошените милионски суми на евра, постојано само се најавуваат инвестиции. Освен инцидентно, не само што нема интерес од странски инвестиции, туку и домашните инвеститори повеќе не инвестираат. Власта во континуитет склучува договори со сомнителни надворешни инвеститори од профилот на Моше Баун и пропаднатиот Сведмилк, преку мистериозниот фармер Џон Парк од Флорида, па се до индиецот со брата Рој и неговата Сахара Груп, кој се под истрага во сопствената земја за финансиска измама на десетици милиони граѓани во износ од над 4 милиарди долари. Домашните компании екзистираат на работ на обстанокот, се гушат во долгови, екзистираат под постојани закани и уцени и рекет на инспекцијски органи, плаќаат неразумно високи казни, приморани се да отпуштаат вработени. Работат само фирми блиски до власта, привилегирани да ги добиваат тендерите и да подпишуваат анекс договори за владини и општински проекти. Во изминативе 7 години се создаде безобразно богата партиска олигархија на ВМРО-ДПМН. Во Македонија континуирано се зголемува бројот на социјално загрозените, а се намалува бројот на невработените, но не со нови вработувања, туку со бришење од евиденцијата во центрите за вработување и со масовно иселување од државата пред се на млади луѓе. На идните генерации Груевски, освен споменици, им остава долгови и разорена економија. Пред 7 години Груевски најави и реформи за помала и поефикасна државна администрација и редуцирање на бирократијата. Но денес
Таа е гломазна и неефикасна, а Македонија како никогаш порано се претвори во бирократска држава. Владите на премиерот Груевски во континуитет ги зголемуваат средствата за субвенции во земјоделието, достигнувајќи вредност од 100 милиони евра годишно. Меѓутоа, ефектите се незначителни или никакви. Имаат карактер на социјална помош. Учеството на земјоделието во бруто општествениот производ од 10,5% во 2006 година е намалено на 9,8% во 2012 година. Вкупниот обем на земјоделско производство е намален за повеќе од 10%. Субвенциите, како и земјоделското земјиште, се распределуваат без јасни критериуми и најчесто служат како алатка за купување гласови на избори. Ваквата буџетска инфузија без реални инвестиции продуцира постојано намалување на обработливото земјиште, пропагање на домашното производство, зголемување на увозот на храна и постојано осиромашување на земјоделците. Најавеното намалување на стапката на ДДВ за земјоделските репроматеријали беше само една од многуте мерки без никаков ефект за земјоделците, кои денес купуваат многу поскапи репроматеријали од порано. Наместо подобар живот, стотици милиони владини субвенции сериозно ја загрозија екзистенцијата на честните и трудолюбиви земјоделци и ги доведоа на работна обстанокот. Почитувани, клучно ветување на Никола Груевски беше запознавање и започнување на преговорите за членство со Европската Унија и полноправно членство во НАТО. Во 2013 година нашата земја не е членка на НАТО и се уште нема започнато преговори со Европската Унија. Република Македонија, под водство на Никола Груевски, токму оваа година го доживеа најголемиот пораз и неуспех во евроинтеграцијските процеси. На последниот самит на Европската Унија, Македонија не успеа да влезе во ниту еден документ. Не беше спомната во ниту еден заклучок, додека земјите од регионот, доскорашните европски аутсайдери, интензивно чекорат напред. Владењето на Никола Груевски и ВМРО ДПМН го разори општественото ткиво на Македонија. Наместо демократизација на општеството и обезбедување на слобода на медиумите и јавно изречениот збор, Македонија по медиумските слободи е рангирана полошо од Конго и Замбија. Серијата извештаи, изготвени од релевантни меѓународни институции, го потврдуваат она што на сите им е јасно. Денес во Македонија професионалните новинари се понижени, угнетени, елиминирани од етерот и јавноста. Во постојан притвор без никакво образложение се држи новинарот Томислав Кежаровски. Аматерската истрага за смртта на Никола Младенов ги разгоре сомнежите за причините за трагедијата. Македонија е земја на затворени или окупирани медиуми од страна на власта. Предложените закони од медиумската сфера ќе значат за окружување на медиумскиот мрак и медиуми под целосна контрола и зависност од властодржците. Македонија е меѓу ретките земји во светот каде има политички затвореници. Судските органи и органите на прогонот затвараат очи пред очигледните криминали на власта, а сите тие кои се против неа експресно се осудувани со високи затворски казни. Во Македонија на дело е партиски, корумпиран, квази судски систем, кој поданички суди по однапред непишани обвиненија и пресуди. Едноставно, власта те тужи, власта и ти пресудува. Македонија е држава во која власта најбрутално, насилнички ги крши уставот и законите. Земјава ја владее разулавена партиска структура, која правните констатации и заклучоците на Комисијата за прекршување на уставот и примена на сила при сврлување на новинари и опозициони пратеници од Собраниската сала ги споредува со тоалетна хартија. Власта која ужива во секојдневното силување на демократските основи на земјава е она која што денеска владее. Во Македонија не постојат институции на системот. Тие се претворени во партиски испостави на вождот и на ВМРО ДПМН. Македонија е држава каде власта провоцира внатрешни поделби
интра и интеретнички конфликти и сериозно го загрозува мирот и стабилноста на земјата. Македонија е држава на политички и економски екзодуси. Стотици илјади граѓани, бегајќи од стегите на Груевски, ги напуштија своите родни огништа. Тие што останаа, живеат во страф, сиромаштија, едвај преживувајќи со своите плати и пензии, кои по вредност се на европското дно. Македонија е земја во која живеат нестрекни луѓе, земја на очајот и изгубената надеж, на граѓани кои не можат да ја препознаат својата татковина. Македонија е држава во која царуваат организираниот криминал и институционалната корупција, инсталирани и контролирани од семејниот клан Груевски. Ете, ваква Македонија создаде 7-годишното владење на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија непоколебливо ќе обстои и ќе направи се да го запре ова расипничко пустошење од страна на власта, која носи државата во целосен колапс. Убедени сме дека во нашата земја може и поинаку и подобро да се живее. Граѓаните на Македонија заслужуваат мирен и спокоен живот. Заслужуваат држава на социјална правда, економска стабилност, човекови и граѓански права и слободи, меѓусебна почит и толеранција. Држава во која пристојно ќе се живее и заработува. Ја заслужуваат Македонија како дел од европското семејство, народи и нации. СДСМ има единствена цел – да создаде успешна Македонија за доброто на сите наши граѓани. Благодарам.